ова издание. Вечерва, 9-та поред дебата на демократските кандидати за председател. На сцената првпат ќе се појави и Блумберг. Председателот Трамп најави помилувања за повеќе лица осудени за криминал, реакции за дел од неговите одлуки. Необичен хуманитарен настан, скокаат по студена вода и собираат средства за лицата со посебни потреби. Ќе ви кажеме повеќе. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Ньюслеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. Девета дебата на демократските председателски кандидати вечерва во Невада. На сцената ќе се појават 6 мина, а првпат меѓу нив и поранешниот градоначалник на Њујорк Мајкл Блумберг. Следат вестите. Сенаторот од Вермонт Берни Сандерс и поранешниот градоначалник на Саунд Бенд Пит Бутиџеџ влегуваат во дебатата по силниот перформанс во Ајова и Њу Хемпшир, првите две сојузни држави каде се одржа примарното гласање. Поранешниот градоначалник на Њујорк Мајкл Блумберг ќе се најде првпат на сцената со другите демократи. Стотици патници почнаа да го напуштаат бродот кој се наоѓаше во карантин 2 недели во јапонското пристаниште, во опит да се спречи ширење на коронавирусот што е причина за најмалку 2000 починати во Кина. Афганистанскиот председател Ашраф Гани освои втор мандат и го порази лутиот ривал со повеќе од 10% од гласањето. Гани ја објави победата синоќа, откако изборната комисија ги објави конечните резултати од гласањето во септември лани. Председателот Трамп најави помилување на неколку лица обвинети за криминал, но неговите одлуки не поминуваат без реакции на политичката сцена. Златица Хоук ги има деталите. Трамп рече дека не го познавал поранешниот гувернер од Илиноис, кој само бил гостин во неговото телевизиско шоу пред многу години. Не го познавам, но досега поминал 8 години во затвор, му остануваат уште многу. Многу луѓе не се согласуваат со оваа затворска казна. Тој е демократ, далеко од неговите деца кои растат и не можат да го видат нивниот татко. Јас го препознав тоа и го помилував. Трамп рече дека одлуката ја донел откако ги слушнал молбите на сопругата на Благојавич на телевизија. Тој исто така најави помилување на поранешниот началник на полицијата во Њујорк Берни Керик, обвинет за даночна злоупотреба и лажење на официјални лица, како и на инвеститорот Мајк Милкен, обвинет за злоупотреба и заговор. Трамп рече дека помилувањата се базирани на препораки. Многу често речиси секогаш ги земам предвид препораките од луѓе кои ги познаваат овие лица и треба да ги видите препораките за сите нив. Поранешниот собственик на фудбалскиот тим од Сан Франциско, Едвард Дебортело Јуниор, беше помилуван по препорака на свештеникот Дарел Скот од Кливленд, Охајо, како и на неколку поранешни фудбалери. Дебартоло ја призна вината во 98-та за прикривање заговор за рекет на поранешниот гувернер на Луизијана. Името на Едвард Дебартоло е легендарно во нашата заедница. Неговата филантропска работа, неговиот придонес во развој и обнова на Кливленд се незаменливи. Критичарите велат дека помилувањето на спортски лица е дел од кампањата на Трамп да ги придобие нивните поддржувачи пред изборите 2020-та. Неговиот поранешен советник Роџер Стоун, кој е обвинет за влијание врз сведоци, лажење пред Конгресот и попречување на конгресната истрага за руското мешање во изборите во САД во 2016 година. Повторно за изборите во САД. Колкави се шансите на Блумберг со неговата необична кампања во трката со другите демократски кандидати? Брајан Паден анализира. Кампањскиот автобус на Мајкл Блумберг неодамна пристигна во Ричмонд, Вирџинија и привлече група силни поддржувачи кои веруваат дека бизнисменот милиардер и поранешен градоначалник од себе си. Тоа е ужасно. Ќе му ја дадеме победата на Трамп доколку не го кандидираме Мајк. Блумберг ги прескокна првите прелиминарни гласања за избор на кандидат на демократите. Таму прогресивниот сенатор од Вермонт Берни Сандерс собра најмногу гласови, но неговата агенда, високото образование и здравствената заштита Не мислам дека може да го победи Трамп. Нам не треба некој кој може да победи. Тоа мора да биде некој умерен. Умерените кандидати, поранешниот градоначалник на Саут Бенд, Индијана,
Пит Бутиџеч и сенаторката од Минесота Еми Клобучар. Добро поминаа, но може да имаат проблем во сојузните држави со висок процент на гласачи од малцинствата. Во меѓувреме, поранешниот потпредседател Џо Бајден мина лошо во првите две соочувања. Блумберг се вклучи подоцна и некогаш бил републиканец. Себе си се представува како обединувач. Јас се надпреварувам за повторно да ја составам нашата земја и да почнам да го враќам соединети во Соединетите Американски држави. Блумберг ја доби поддршката на градоначалничката на Вашингтон, Мюриел Баузер. Тој има донирано милиони долари на демократски кандидати и на организации кои се борат против климатските промени и вооруженото насилство. Поддржувачката Каландриан Симпсон Кемп го има изгубено синот поради огнено оружје. Никому не му е грижа за нашите деца, но можам да ви кажам дека еден човек се грижи. Тоа име е... Кажете повторно? Тој се грижи. Но додека беше градоначалник, Блумберг беше критикуван за поддршка на политиката за полициско запирање и претресување, насочена кон малцинствата. Блумберг се извини за тоа. Сега сваќам дека можеме и дека сме требале да действуваме порано и побрзо да ги запреме претресувањата. Посакувам да го направевме тоа, жалам што не сме го направиле. Самофинансирањето на обимната национална кампања на Блумберг беше критикувано од Сандерс и од други, дека се обидува да ги купи изборите. Сето ова ќе биде ставено на тест, кога Блумберг ќе се најде на гласачкото ливче во супер вторникот, првиот вторник од март, кога американците во 14 држави ќе излезат на гласање. Храбри и хумани. Така можеме да ги опишеме луѓето во следниот прилог. Во Мериленд неодамна се одржа зимско капање на отворено, при што учесниците влегоа во студената вода и донираа средства за лицата со посебни потреби. Дебора Блок беше на брегот. Студената вода во паркот Сенди Поинт во Анаполис, Мериленд, не ги одврати овие луѓе од влегување во заливот Чесипик. Рековме ако го правиме ова да го правиме како мажи во бикини и хула с долништа. Ова е најголемото зимско капење во светот, каде 3 дена оваа година околу 12.000 луѓе влегле во заливот. Некои дури со знамења на фудбалски тим од Мериленд га враните на Балтимор. Температурата на воздухот е 10 целзиусови степени, а водата е само 5 степени. Надвор е ладно, но неспоредливо со водата. Кога ќе се нурнете, организмот ви се шокира. Специјалната олимпијада во светот е во 175 држави и на луѓето со интелектуална попреченост им дава можност да се надпреваруваат во различни спортски дисциплини. Најстариот атлетичар во Мериленд има 85 години. Почнуваат да се надпреваруваат на 8 години. Некои се надпреваруваат на повисоко ниво, но клучот е секој спортист да го постигне најдоброто. Овој атлетичар на специјалната олимпијада годинава влезе во студена вода. Кога влегов носете ми смрзна, потоа и целото тело, но вредеше. Овие татко и ќерка пак се држат заедно. Лудо е, но за добра кауза. Имаме семејство во специјалната олимпијада, така што ова е како да правиме нешто да помогнеме. Луѓето чекаат на брегот да дојдат на ред. На многумина им е прв пат. Мразам студена вода. Нервозен сум, но и возбуден. Денес ми е роден ден и навистина не знам зошто решив ова да го направам. За ова учесничка ова е 4ти пат откако почнала пред 25 години. Ни стана семејна традиција. Од секогаш сум ја поддржувала специјалната олимпијада и ова е само уште еден начин да го покажеме тоа. Крис Стоун вели дека специјалната олимпијада му го променила животот. Пред да почнам со специјалната олимпијада немав никого освен 3-4 пријатели. Сега имам многу. Уживам. Доволно храбрите кои влегоа во водата помогнаа да се соберат повеќе од 3 милиони долари за специјалната олимпијада на Мериленд само оваа година. Со повеќе пари тие се надеваа да променат повеќе животи. Го гледавте Newsflash. Јас сум Тошо Огњанов. За повеќе содржини посетете нашата интернет страница glasnaamerika.com. Пријатно!